Добар ден, ученици! Еве неповторно во е училницата и овој пат ќе следиме математика за 9-то одделение. Јас сум Снежана Фатличка, наставник по математика во Основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Вие, за да можете успешно да работите, имајте пред себе тетрадка и прибор за цртање и пишување. Денеска ќе работиме пресметување плоштина и волумен на права призма. Целите на денешниот час се да ги препознаваш и именуваш видовите призми, да ги скицираш призмите, особено права призма, да пресметаш плоштина и волумен на различни видови призми, при што ќе ги користиш мерните единици за плоштина и волумен. Што е права призма? Тоа е геометриска фигура што е составена од два многоаголника и онолку правоаголници околу овие два многоаголника, колку што страни има многоаголникот, кој се нарекува уште и основа. Значи, ваквата геометриска фигура се вика права призма. Видовите прави призми ги нарекуваме или ги препознаваме според основата. Ако основата е триаголник, имаме триаголна призма. Со основа четириаголник, четириаголна призма. И така натаму, со основа петоаголник, петоаголна призма, со основа ентоаголник, ентоаголна призма. На цртежот подолу гледате една четириаголна права призма, која што има две основи, чија што плоштина ќе означиме со B, затоа што уште ги нарекуваме и бази. Со M ќе означиме плоштината на бочната површина. Бочната површина е составена од овие 4 ѕида, правоаголници, и таа се означува со буквата М. Значи, плоштината на права призма е еднаква на збирот од двете основи, 2b, плюс плоштината на бочните површини, M. Значи, P е еднакво на 2b плюс M. Оваа формула уште се вика и општа формула за плоштина на било која права призма. Зошто општа? Затоа што плоштината ќе зависи од тоа што имаме како основа. Значи, ако имаме триаголник за основа, тогаш ќе пресметуваме плоштина на триаголник. Ако имаме четириаголник, ќе пресметуваме плоштина на четириаголник. Ако основата е шестоаголник, например, ќе пресметуваме плоштина на шестоаголник. Затоа оваа формула, повторувам уште еднаш, е општа формула за плоштина на призма. Еве една задача во која што треба да пресметаме плоштина на правилна четириаголна призма со раб на основата 4 см и висина на призмата 8 см. Значи, треба да пресметаме плоштината. Да појасниме некои работи. Работ на основата, тоа е основниот раб. Висина е должина на бочниот раб. А правилна четириаголна призма, посебно овој поим правилна, значи дека оваа призма за основа има правилен четириаголник. Тоа е четириаголник на кој што сите 4 страни му се еднакви, значи квадрат.
тогаш плоштината ќе ја пресметаме со општата формула како збир од двете основи плюс почната плоштина. Најпрвен ќе ја пресметаме плоштината на основата. Бидејќи рековме правилна четириаголна призма за основа и на квадрат, значи ќе ја примениме формулата за плоштина на квадрат. Ако наместо А замениме 4, тогаш 4 квадрат е 16 см квадратни, што е плоштина на основата. Бочни зидови имаме 4 и сите се еднакви меѓу себе, бидејќи основата има еднакви рабови како квадрат. Значи плоштината на еден бочен зид е А по Х, ние имаме 4 такви, значи 4А по Х. Ги заменуваме вредностите за А и за Х и пресметуваме дека бочната плоштина е еднаква на 128 см квадрат. Со овие вредности за Б и за М ќе се вратиме во општата формула за плоштина, каде што на место на Б ќе замениме 16, а на место на М 128 и откако ќе пресметаме, ќе добиеме дека плоштината е еднаква на 160 см квадрат. Уште еднаш ќе нагласам дека секогаш кога работите вакви задачи, треба да имате скица на дадената, односно бараната призма. За пресметување пак на волумен на призма се користи општата формула V е еднаква на B по H. Значи ова е општа формула што важи за сите видови прави призми. Инаку, само да се подсетиме дека за квадар познаваме формула за волумен, таа е производ од неговите димензии, значи должина по ширина по висина. И на коцка, бидејќи должината, ширината и висината се еднакви, односно димензиите на коцката се еднакви, А по А по А или А на трета. Значи, кога имаме квадар или коцка, ние ги користиме овие две формули за волум. Еве сега имаме една триаголна призма, чишто волумен треба да го пресметаме. Ако основата на овој правоагол е правоаголен триаголник, кој што има катети А 4 см и Б 5 см и висина на призмата 11 см. Оваа призма што ја гледате на скицата е легната, за да можете убаво да ја видите основата дека е правоаголен триаголник. Тоа се овие два сини триаголници со катети А и Б и висина на призмата, растојанието меѓу двете основи. Еве ги дадените елементи, значи катетите на правоаголниот триаголник и висина на призмата. Ја користиме општата формула V е еднакво на B по H, пресметуваме најпрво B, бидејќи базата или основата ни е правоаголен триаголник, значи користиме формула за плоштина на правоаголен триаголник. А по Б половина. Ако на местото на А и на Б ги замениме катетите 4 и 5, значи 4 по 5, 20 врз 2, што значи дека базата има 10 см квадратни. Со оваа вредност за Б се враќаме во формулата за волумен
Значи на место на B заменуваме 10, на место на H 11, 10 по 11, 110 см кубни. Со тоа сме извршиле задачата. Многу е важно да знаете дека во задачите во кои волуменот треба да се изрази во литри, тогаш треба да ја направите оваа замена. Значи 1 дециметар кубен е исто што и 1 литар. Значи 1 дециметар кубен се заменува со 1 литар. За домашна работа на страна 256 во учебникот изработете ги 11-та, 12-та и 14-та задача. Ви посакувам успешна работа и се гледаме повторно со нов час.